Почитувани, одлуката за вработување на уште 300 приватни специјализанти е значаен чекор кон создавање посилно, поквалитетно и подостапно јавно здравство, но и порака дека младите лекари се потребни, вреднувани и имаат своја перспектива во Република Македонија. Со оваа мерка, до крајот на 2026 година, уште 300 млади лекари ќе добијат можност да го продолжат својот професионален пат во јавните здравствени установи, своето знаење и стручност да ги вложат во здравствениот систем и да придонесат кон подобри услови за граѓаните. Ова представува директна инвестиција во младите медицински кадри, но и сериозен чекор кон решавање на предизвикот со недостиг на специјалистички кадар. Со создавањето услови, младите лекари да останат и да се развиваат во својата држава, се гради стабилен и одржлив здравствен систем. Особено значајно е што оваа мерка се опфатени и здравствени установи надвор од Скопје, со што се овозможува рамномерен развој на здравството и подобра достапност на специјалистичките услуги за граѓаните во сите делови на Република Македонија. Ова е пример дека кога се инвестира во младите, се инвестира во иднината на државата. Секој млад човек кој добива можност да го надградува своето знаење, да напредува професионално и својата иднина да ја гради дома, е придобивка за целото општество. Како председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, верувам дека младите не се само иднината на државата, туку и нејзината сегашност и најголем развоен потенцијал. Затоа нашата обврска е да ги слушаме нивните потреби и да работиме на политики кои создаваат реални можности за нивниот развој. Токму со таква визија започнува работата и на новоизбраниот извршен комитет на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Ова е тим составен од млади луѓе со знаење, енергија и желба за работа, кои во наредниот период ќе бидат поставени кон креирање на нови иницијативи, предлози и политики насочени кон младите. Нашата цел е Унијата на млади сили да биде организација која ги слуша младите, ги препознава нивните потреби и активно работи на создавање услови за личен и професионален напредок. На вчерашната седница на извршниот комитет на ВМРО ДПМН беше донесена одлука за избор на новиот состав на извршниот комитет на Унијата на млади сили. За генерален секретар е избран Дамјан Коњановски, додека за заменик генерален секретар е избран Стојан Пандов. Подпредседатели се избрани Борис Шамбевски, Илија Ристевски и Тијана Тесалоника Шишковска. За организациони секретари се избрани Антоанета Лазаревска, Денис Пановски, Иван Димитриевски и Мартин Ивановски. За председател на градскиот комитет на Унијата на млади сили е избран Љупчо Ристевски, додека меѓународен секретар ќе биде Луна Стефановска. За членови на извршниот комитет се избрани Лина Рангелова, Софија Даштевска, Марио Николовски, Иван Коцеп, Филип Анастасов, Виктор Петков, Стефан Здравески, Филип Милев, Трајче Стојановски, Марио Стојчевски, Петар Младеновски, Георги Петков, Анастазија Георгиева, Јована Спасеновска, Петар Мицкоски, Александра Николовска, Тамара Трајковиќ, Дамјан Ивановски, Горијан Смилков, Стефан Стојчевиќ, Михаела Ристеска, Христијан Ефтимов и Верица Ценева. Ни престои период на многу работа, многу активности и голема одговорност. Со посветеност, тимска работа и конкретни резултати ќе покажеме дека младите се важен фактор во развојот на општеството и активни носители на позитивните промени во Република Македонија. Ви благодарам.